Спасувачките екипи во Еквадор губат надеж за наоѓање на нови преживеани во урнатините по катастрофалниот земјотрес кој зад себе остави речиси 500 жртви и зададе силен удар на ионака слабата економија на јужноамериканската земја. Во земјотресот во урнатините се пронајдени 54 преживеани, соопшти владата, но времето полека истекува за лицата со исчезнати роднини. Сега спасувачките напори се како потрага по мртви тела, изјави министерот за внатрешни работи Хозе Серано. Земјотресот со јачина од 7,8 степени според Рихтер урна голем број на домови и хотели долж Пацифичкиот брег, а неколку градови речиси потполно се срамнети со земја. Молејки се за чуда, жителите гледаат како крановите и багерите копаат низ урнатините на она што некогаш биле куќи, хотели и продавници. Статистичките податоци покажуваат дека по 72 часа веројатноста за наоѓање нови преживеани се намалува. Тоа не значи дека потрагата завршува по изминувањето на овој период. Нормално, таа може да потрае подолго, 7 па дури и до 10 дена, сепак зависи од властите на Еквадор. Владата мобилизираше илјадници полицајци и пожарникари во погодените области на кои им се придружија околу 400 спасувачи од Латинска Америка и 83 специјалисти од Швајцарија и Шпанија. Председателот на Еквадор Рафаел Кореа соопшти дека со земјотресот се нанесени 2 до 3 милијарди долари штета на економијата на земјата и дека ова би можело да го намали економскиот раст од 2 до 3%. Најкатастрофалниот земјотрес во Еквадор во последните неколку децении уништи околу 1500 згради, предизвика лизгање на земјиштето и остави околу 20.000 луѓе без дом. Земјотресот во Еквадор се случи неколку дена по големите земјотреси во Јапонија, иако и двете земји се дел од така наречениот огнен прстен на Пацификот. Американскиот геофизички институт смета дека несреќите не се поврзани поради големото растојание меѓу државите.